Почитувани членови на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Би сакал да ви го честитам 5 мај, денот на акушерките, и 12 мај, денот на медицинските сестри. Помеѓу овие два значајни датуми е Меѓународната недела на сестринството, која не подсетува на значењето на оваа хумана професија и незиниот придонес во општеството. Токму во 2020-та, која е прогласена за година на медицинските сестри и акушерките, човештвото се соочува со една од најголемите здравствени закани во неговата историја, пандемијата на COVID-19. Токму вие, со останатиот медицински персонал, сте во првите борбени редови, водејќи војна со невидливиот непријател кој ни го зема нашето здравје, но и комплетно го менува нашиот начин на живот. Затоа ја користам оваа можност во името на сите граѓани да ви се заблагодарам за сета енергија, храброст и посветеност во извршувањето на работните обврски. Почитувани, од се срце посакувам што побрзо да ја надминеме кризата со COVID-19. За вас секако неуморниот труд и грижа за сограѓаните нема да престанат со кризата. Вие ќе останете и понатаму максимално посветени да се вложувате себе си и да дарувате љубов и хуманост. Затоа, како општество и како индивидуи, како што вие се грижите и работите за нас, така треба и ние да продолжиме да се грижиме за подобрување и унапредување на условите за работа на медицинскиот персонал и соодветна валоризација на нивниот труд. Тоа е насушна потреба на нашата држава. Останете посветени и во добро здравје. Мај 2017 година. Одбележување на денот на медицинската сестра и главниот настан, промоција на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Ние медицинските сестри не сме ангели, но сме сигурно втората најубава работа по ангелите. Е слоганот на ЗМС за нас, со кој се покануваа сите добронамерници да пристапат кон Сдруженијето и да ја дадат својата подршка. Иницијаторот и основачот на ова движење, сестра Горданка Бешлиовска, за кратко време ја формираше и унијата на здруженија, која денес вклучува над 5000 членови. Со тоа, тие представуваат вистински и единствен репрезент на сестринството во Македонија. Главната интенција на унијата е конечно во Македонија да се вреднуваат вистинските вредности на сестринството. Нивната една и единствена цел е да се овласти репрезент кој ќе ги застапува правата и должностите на сестринската професија. Да спасиш еден живот, тоа значи дека си херој. Но да спасиш илјадници животи, тогаш си медицинска сестра. Почитувани добронамерници, ви благодариме што овој пат не следите во една поинаква форма. Согласно мерките за зачувување на јавното здравје, годинава за прв пат организираме свечана онлайн академија. Во чест на Меѓународната недела на сестринството, ве поканувам да ја проследите програмата која што ја подготвивме токму за вас. Светот во оваа 2020 година се обединува преку пораката на Светската здравствена организација за поддршка на медицинските сестри, на акушерките и на стоматолошките сестри. Придобивките од нивната работа се од глобална важност и круцијален дел од здравствениот систем. Ребетниот столб на здравствениот систем се медицинските сестри, кои се огласени оваа година преку слоганот "Глас што води со негување до подобро здравје". Периодот на пандемија само ја потврди нивната важност во целиот здравствен систем. Сестрите се од првиот момент во контакт со пациентот во триажните центри, преку епидемиолошкиот прашалник, а потоа и во понатамошниот третман.
Сестринската професија е начин на живот, во кој сите тие се доказ за хуманост. Да бидеш медицинска сестра е голем предизвик, во кој треба да сте спремни и дека животот може да ви биде во опасност. Ова е недела на сестринството во Македонија, недела на медицинските сестри. И сами знаеме и сами видовме колку се тие потребни во сите ситуации и за најубавите, најсвечените моменти кога на свет доаѓаат дечиња, кога носат живот, меѓутоа и во вакви тешки моменти. Токму затоа уште еднаш благодарам во сите медицински сестри за нивните залагања. Флоренс Најтингел е мајка на медицинските сестри. Таа е вистински зачетник на хуманоста, а меѓу другото, медицинските сестри носат бели униформи токму поради неа. Непознатиот придонес на Флоренс Најтингел се случил за време на Кримската војна. Извештаите кои доаѓале во Британија за ужасната состојба на ранетите станале нејзин главен фокус. Во тој период, таа го добила прекарот Господјата со ламбата, кој што потекнува од една фраза од вест во весникот Таймс. Без никакво преувеличување, таа е ангел-помошник во болниците. Кога сите медицински лица се повлекуваат за време на ноќта, а тишината и темнината се сместуваат над километрите со очајни болки, таа сама ги надгледува нив со мала ламба во низината рака. Првата официјална програма за обука на медицински сестри, Училиштето на Најтингел за медицински сестри, било отворено во 1860 година. Мисијата на училиштето било да обучува медицински сестри кои ќе бидат способни да работат во болниците, да работат со сиромасите и да подучуваат. Траен придонес на Флоренс Најтингел е незината улога во создавањето на денешната професија медицинска сестра. Таа поставила пример за сочувство, посветеност на нега на пациентот и вредно и внимателно управување со болницата. Годинава, за прв пат во историјата, светот ќе се обедини во одбележување на придобивките што медицинските сестри ги носат на здравјето на глобалното население. Светската здравствена организација ја прогласи 2020 година за година на сестринството, во чест на 200 годишницата од раѓањето на Флоренс Најтингел. Во продолжение, слушнете кратка снимена порака од незиниот глас. At Florence Nightingale's house, London, to die the project 1890. When I am no longer even a memory, just and vain, I hope my voice may perpetuate the great work of my life. God bless my dear old comrades of Balaclava and bring them safe to shore. Florence Nightingale. Почитувани, денеска ви се обраќам по еден свечен повод, а тоа е одбележувањето на меѓународната недела на медицинските сестри, која ќе биде заокружена на 12 мај. Како градоначалник на општина Штип, имам огромна чест да ви се обратам по овој повод и поради фактот што првата медицинска сестра, Славјанка Влахчева, потекнува токму од Штип. Славенка Влахчева е првата современа медицинска сестра која го основала првото медицинско училиште во Македонија. Родена е на 18 декември 1900 година во Штип. Во родниот град завршила 6 класа гимназија и своето образование го продолжила во Белград во училиштето за сестри нудилки, основано од Црвениот крст, тогашното Министерство за здравство и фондацијата на Рокфелер. По завршувањето во првата генерација на сестри нудилки, Славјанка станала првата македонка медицинска сестра. Во 1924 година
се вратила во својот роден град Штип за да работи во току-што отворената маларична станица. Во 1930 година доаѓа во Скопје да работи во антитуберкулозниот диспанзер преку зима, а во летниот период помага во лекувањето на болните од туберкулоза во село Љубанци. Таа има особена заслуга за воведувањето на патронажната служба и спроведувањето на БСЖ вакцинацијата. Во периодот на Втората светска војна, иако не била партиски поврзана, помагала во набавувањето на санитетски материјал и лекови преку повредените партизани. Во борбата за ослободување на Скопје и се придружува на 14-тата Народно-ослободителна ударна бригада Димитар Влахов, каде што помагајќи им на ранетите и самата била ранета. По ослободувањето од Министерството за народно здравје добива задача да отвори училиште за медицински сестри во Скопје. Славјанка Влахчева го отвара првото училиште за медицински сестри во 1945 година и е именувана за прв директор. На оваа функција останува до крајот на школувањето на првата повојна генерација на медицински сестри во Македонија. Во 1947 година Министерството за народно здравје ја поставува за началник со задача да ја прошири мрежата на медицински училишта низ целата земја. Отворени се училишта за акушерки, забни техничари и помошници аптекари, нови лаборатории, а подоцна и училиште за санитарни техничари. Од 1950 година, како началник на одделението за борба против туберкулоза, учествува во отварањето и работата на клиниката за туберкулоза на Коски во Охрид, специјалната болница за туберкулоза во Битола и БСЖ службата за работа на терен. На предлог на Црвениот крст на Југославија, Славјанка Влахчева, Иванка Караѓозова, Ружа Стојанова, Ленче Кепева и Цвета Хаџи Василева се 5 македонки кои добија едно од најголемите признанија во светот за хуманост, медалот Флоренс Најтингел. Славјанка Влахчева починала во Скопје на 4 април 1988 година. Започнувајќи од 5 мај, па се до 12 мај секоја година, сестрите ширум светот го прославуваат овој период, славејќи ги имињата на Флоренс Најтингел, Мајка Тереса, Славјанка Влахчева. Минатата година, сестра Ана Љубичот Куманово ја презентираше и својата поема посветена на акушерките, поздравувајќи ја целата медицинска фела. Оваа поема е посветена за акушерките и нивниот ден. Кој не почувствувал, не знае за што зборува. Навистина, чудно и невообичаено. Во едно тело, две души. Првиот страф и треперење кога дознаеш дека си на чекор кон остварување на својот сон. Чекор кон остварување како мајка. А што си ти во животот ако не биднеш мајка и не почувствуваш како душа од душа се оделува, а потоа истата душа која од тебе се оделува те грее, те топли, те гушка. Стравот е честа гостинка, која мислите ги води на друга страна. Дали јас ќе успеам? Зошто да не? Тоа е дар, тоа е благодет. Интернетот може да не доведе до неточни информации, па за среќа има сестри акушерки кои во секое време се тука, расположени да ги споделат искуствата и да го покажат правиот пат на првородилката на една идна мајка. Акушерката е тука за споделување на среќа, за разговор кој ќе те охрабри и благо ќе ти раскаже што уште следува. Во неа треба да имаш верба, вистински да ја веруваш, бидејќи таа се грижи за твоето бебе. Ризици се разни, критични периоди постојат, но верувајте кога ќе слушнете очекување на вашето мало срценте, на вашето дете, веќе ништо не е важно. Какво е? Нека е само живо и здраво. Знаците кои кажуваат на бременност се многобројни.
Некогаш мислиш дека си настинат или вирус те фатила, всушност во тебе нешто убаво расте. И првата клоца ќе ја паметиш цел живот. Првата слика од ултразвукот ќе ти е при рака, за да кога ти е тешко ја погледнеш, собереш сила и продолжиш со нетрпение да го добиеш млечкото во своите прегратки, на своите гради, да го помилуваш со рака. Акушерката прва има контакт со бебето. Таа знае како се чувствува мајката, но знае дека е потребно топлина на детето. Процесот додека трае, има жени кои се кајат, се мислат и премислуваат. Разни чекори прават, но ти си празен ако не го добиеш она кое го сакаш. Подготовките цело време си течат, како треба да се диши, да се оди, што да се јаде. Но кога ќе чукне вистинскиот момент на врата, тогаш пак се враќа старата гостинка, страв и паника. Собираш сила, собираш храброст, ги издржуваш најсилните болки, стискаш заби, велиш: ако преживеам сега, уште ќе живеам. И тогаш, кога мислиш дека душата ти излегува, тогаш го слушаш првиот плач, го гледаш твоето бебе. Сега е на твоите гради. Те чувствува, гладно со усните те бара. А ти трепериш, плачеш, не дека не го сакаш, туку возбуда, страв, паника те обземат. Како сега? Што понатаму? Го допираш полека, го милуваш и бакнуваш по меките образи, но се то велиш мое, го гледаш со неверување. Како успеало такво да се роди? Полни очи, солзи, радосници, и со целата љубов го капеш, над него бдееш, се смееш, бидејќи знаеш дека детето те чувствува. Сега си спокојна. Кога си имате прегрнато, се радуваш на секој успешен подој, на секое капење, трепериш пред накашлување и кивнување, одбивање на млеко и расплакување. Но мајка си, која болката ја претрпе, стравот го надмина и најубав подарок си доби. Нов живот доби, нова радост, причина за среќа, за борба, за опстанок. Не би било се успешно ако до нас не би биле акушерките и лекарите. Затоа, голема благодарност до сите нив кои придонесуваат и помагаат на светот да дојдат многу живи и здрави деца. Почитувани, по повод меѓународната недела на сестринството, би сакал да упатам срдечен поздрав и искрена честитка до Сдруженијето за нас, но и до сите медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри. Од срце ви посакувам пред се добро здравје, но и истреност и сила за справување со сите здравствени предизвици, пред кои е исправена една од најблагородните и најхуманите професии во здравствениот систем. Ви посакувам натамошна успешна и плодна работа во грижата за јавното здравје. Медицинските сестри се промотори на здравјето. Нивната улога е неговото напредување, спречување на болестите, лекување и рехабилитација на пациентите кои се суштината на нивното постоење. Токму затоа, од унијата на здруженија велат: оваа година сакаме да дадеме посебен акцент на нашата важност во здравствениот систем и апелираме на важноста на инвестицијата што ќе ја бараме и континуирано ја бараме од здравствените власти. Почнуваме од основното, а тоа е донесување на закон за нашата професија. Да споменеме дека се уште државата не ја признава улогата на сестринската и акушерската нега која допринесува за здравјето на луѓето. Давателите на здравството немаат влијание врз облекувањето на здравствената и образовната политика, кои не се регулирани со закон, и на тој начин заостануваме зад европскиот развој, што негативно се рефлектира и во целокупното здравство. Изразуваме загриженост што лекари ни го водат образованието и ги припремаат образовните програми. Ние, медицинските сестри, сметаме дека сме најкомпетентни да бидеме основа во образовниот процес. Унијата на здруженија, предводени од Сдруженијето за нас, бара да се измени колективниот договор за да има и фер плати со покачување на коефициентите на сестрите, признавање на образованието за да искочат од анонимноста на своето образование, бенефициран стаж, поместување на старосната граница за пензионирање и да се овозможи сестринскиот сектор во Министерството за здравство и да се вклучат представници на Сдруженијето во креирање на здравствената политика. Унијата на здруженија е гласот на сестрите, акушерките и стоматолошките сестри. Почитувани драги мои колешки и колеги,
медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри, во името на Унијата, во името на Сдруженијата, во името на Сдруженијето за нас како предводник на Унијата на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри, ви ја честитам меѓународната недела на сестринството, ви го честитам утрешниот ден 12 мај. Ние не сме ангели, ние сме втората најубава работа после ангелите, е слоганот со кој што се прогласивме во изминатите години. Сдруженијето и Унијата се гласот, нашиот глас сите овие години наназад за донесување на решенија на нашите проблеми. Оваа година, заради рестриктивноста и заради условите во кои што мораме на ваков начин да се организираме, го одбравме овој начин за да ви го честитаме празникот на сите и да ви убедиме и увериме дека сето она што го правиме во Унијата заеднички, единствени и сплотени, дека ќе продолжиме со истиот ентузијазам да го остваруваме и понатаму. Се додека во овие моменти сме насочени во апсолутно професионално и безбедносно ниво со справувањето на пандемијата и после завршувањето на целокупната оваа ситуација ние продолжуваме со сите оние наши барања и сите оние наши цели кои што статутарно ги имаме поставено во Сдруженијето и во Унијата. Да го добиеме законот за нашата професија, да се оствариме со преку образовниот процес во институциите онака како што заслужуваме, да искочиме од анонимноста, да ги добиеме бенефициите и се ставиме на листата за бенефициран стаж на професии, да ја подместиме старосната граница за пензионирањето, да ги добиеме фер платите и ги покачиме коефициентите во колективните договори за сестрите со средна стручна спрема и ги оствариме нашите коефициенти за нашата работа во критичните единици, да се потврдат нашите интервенции на работните места, да се направи спрега со образовниот процес, од каде што во клиничката пракса и во сето она што се вика образование на медицинските сестри ќе бидеме уклучени ние, бидејќи компетентноста е наша. Ние ќе продолжиме и понатаму со сите наши стручни едукативни настани од типот на симпозиуми, од типот на конгреси. Ќе победиме оваа ситуација, оваа состојба со нашата професионалност и со нашата оданост, ќе му помогнеме на суштината на нашето постоење на пациентите, што побрзо сите заедно да искочиме од целата оваа ситуација. Ние сме промоторите на здравјето, ние сме здравствените воспитувачи за унапредувањето на здравјето, ние сме тие кои што учествуваме во спречувањето на болестите, во рехабилитацијата, лекувањето и олеснувањето на маките. На овој начин ви опфатив сите вас во сите нивоа, во превентивата, во секундарното, во терцијалното, во приватното, во концесионерството, на сите од се срце и најсрдечно ви посакувам да се чувате на работните места, да искочиме што побрзо од целата оваа ситуација, да се навратиме на нашите едукативни настани, да продолжиме со остварување на нашите цели, да дојдеме до поголеми задоволства на нашите работни места и да го вратиме достоинството на нашата професија. За крај ви посакувам да се чувате, бидете живи и здрави и секогаш вака единствени и сплотени ви охрабрувам да продолжиме заеднички во остварување на нашите цели. Никогаш немој да дозволите да бидеме разединети, оваа единственост која што имаме сега во моментот преку Сдруженијата, во Унијата, никогаш не го повисила волку јавно гласот на нас медицинските сестри. Сушност и мотото на оваа манифестација, на оваа меѓународна недела и на оваа година на сестрите која што Светската здравствена организација ни ја поклони меѓународниот совет на сестри е глас што води, а тоа сме ние, медицинските сестри, акушерките и стоматолошките сестри, негувајки до подобро здравје. Останете ми живи и здрави, чувајте се, ви се поклонувам, срдечно ве поздравувам и со зборови сите ве прегрнувам. Нека ни е среќен 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри. Вие сте дел од мрежата на хероините, без кои не би можеле да ја извојуваме битката со COVID-19. Благодарение на несебичното ангажирање на медицинските сестри, многу животи се спасени. Во годината посветена на медицинските сестри и акушерки, горди сме што постапно со само жртви се справуваме и со пандемијата што го знаеде светот. Вашиот посветен однос и неопходноста од вашиот придонес за медицинската дејност ве прави клучна алка во здравствениот систем. Чувајте се, останете храбри, останете борбени и
почитувајте својата работа, бидејќи имате навистина многу благородна и хумана работа. Оваа војна ќе ја победиме благодарение на вас со едно големо искуство кое не научи дека вашата мак потребна работа треба сите ние бескрајно да ја цениме. Ќе вин me dve pinë qëllim që kjo situatë të kaloj sa më shpejt. Përshëndetje nga Gostivari. Ви изразувам длабока почит за вашето деноноќно работење и воедно ви ја давам и нашата силна поддршка во борбата против коронавирусот. Би сакал да ви го честитам обележувањето на меѓународната недела на медицинските сестри, техничари и акушерки. Живи здрави сите вие кои што сте дел од сестринството и ви посакувам уште многу успешни добиени битки со пациентите, а благодарение на вашиот ангажман, на вашиот влог, на вашата професија и тоа како сте битен фундамент. Вие сте гласот на пациентите. Вие сте тука секогаш да им дадете терапија, но и да ги слушнете нивните страдања, болки и стравови. Папата Фрањо во оваа ситуација посебно го забележува вашето служење и со своите зборови и молитви посебно татковски близок со вас. Тој со право рече дека медицинските сестри и лекарите се новите следни светци. Упатувам искрени честитки по повод меѓународната недела на медицински сестри до сите медицински сестри, болничари и целиот персонал. Упатувам срдечен поздрав до Сдруженијето на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри за нас. Знам дека ова е ваша недела, но ако ме праша некој мене, ова е ваша година. Тоа што го правите е од неизмерлива големина и заслужувате почит од сите нас. Од се срце ви го честитам денот на сестринството и ви посакувам и понатаму да останете херои. Благодарам што сте тука во првите борбени редови во овие тешки моменти за целото човештво. Најголемата цел на еден човек е да помогне, а вие тоа го правите секојдневно. Особена чест и задоволство ми представува што ми дадовте можност со моево обраќање да ви ја честитам Интернационалната недела на медицински сестри. Преку овој постер кој содржи 200 рози да символично честитам на првата жена која пред 200 години се ангажирала на исти начин како и медицинските сестри годинава. Во овие тешки времиња на пандемија сакам да оддадам и морална поддршка на целата медицинска фила која се соочува со моменталната состојба. Да честитам неделата на акушерки и медицински сестри и да ви се заблагодарам за сето она што го правевте, што го правите и што ќе продолжите да го правите за здравјето на пациентите и за функционалноста на здравствениот систем. Никогаш не е залудно кога на оние што се болни ќе им подадете рака, кога ќе им се насмевнете, кога ќе ги утешите. Оваа прилика би сакал да ви ја честитам меѓународната недела на медицинските сестри. Во време кога светот застана, вие медицинските сестри, заедно со лекарите се тие што го движат. Сакам да ви го честитам празникот и да ви заблагодарам што ме направивте којди во ова време на криза. Денеска сум тука да ги поддржам медицинските сестри кои секогаш верно се борат во првите борбени редови за нашето здравје. Почетокот наш се сеќавам, кога од сон ме разбуди, со погледот душа ми отвори. Посакам миг да те имам и вечно крај мене да си ти, а кога љубов ми подари, на душа белег ми остави. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запривреме. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, те чувам во себе. Ангел си ти, кој само за мене може да запривреме. Патот по кој сега
a љубовта обична ја смени во посебна. Ти си мојот благослов, кому давам се по животот мој. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, пречувам до себе, ангел си ти, кој само за мене може да запри време. Ангел си ти, јас пеам за тебе, ангел си ти, пречувам до себе, ангел си ти, кој само за мене може да запри време.